Вие два дена некој важен политичар да поднесеше оставка, мислам дека немаше биде толку актуелна како Дунав. Не знам зашто, ама јас мислев порано дека колку подобро нешто ќе направиш, толку ќе бидеш популарен. Всушност ми се докажа спротивното. Го прави со намера? Кој е ова со намера? Кога што се случи? Кој? Да вратиш намера на Facebook, да се... Не, јас не враќам на Facebook, значи јас само одговорив на честитката на Игор Џамбазов. Јас му одговорив. Да, значи тоа е мој одговор на негова честитка. Ајде да се вратиме малку на почетокот. Си наслушавме и значитавме многу работи околу изборот во Тајланд. Некои велат сте купили лиценцата и се пријавиле дека имате 24 години, а уствари имате... Ке кажете колку години имате? Значи прашањето за години не е џентлменски. Не мора да ми кажете колку години имате. Тоа дали има вистина во тоа дека сте купили лиценцата и дека сте кажале таму дека имате 24 години? Значи вака, лиценцата не ми беше понудено да ја купам, како прво. Како второ сме имала и лиценцата и се уште имам за Fashion Selection. И ми трае до 2016, ниту таа лиценца не сум ја купила. Јас мислам дека ниту една лиценца во светот не би ја купила, ниту пак лиценцата за Мис Гранд Интернационал. Значи луѓето од Мис Гранд Интернационал во склоп со сите настани кои што се случија минатата година ме поканија да бидам учесник од Македонија и да бидам национален директор. Јас ја прифатив поканата и постои еден нов тренд во светот, кој што оваа година е на ниво на Македонија, на ниво на Чешка и на ниво на Украина, националните директорки на изборите да бидат и представнички на изборот. Значи, она врска со годините, што се пишуваше? Значи, има многу прописи за да бидете мис и за да ви ја дадат титулата која што е документирана и која што е од еден од трите совети за убавина во светот. Значи, не се само години, секогаш постои исклучок. Значи, за сите девојки има по некој исклучок, да, има и за мене исклучок и сум благодарна што го направија тој исклучок. Значи, јас сум им благодарна. Да. Кажете ми, луѓето на социјалните мрежи се пошегуваа за вашето представување кога се појавивте на сцената. Да. Дали тоа беше плански направено или? Тоа беше плански и намерно направено. Точно. И целта е стварена. Зашто иначе би била досадна и неприметена. Од кога се појавивте следуваа бурни реакции после вашето појавување? Да, ако нека следат бурни реакции, апсолутно. Кога ја дојдов во Тајланд, значи сите прво поголемиот број од луѓето не знаат каде е Македонија. Не знаат дека ние имаме јазик. Одеднаш ми се појава нека девојка која што е бунтовник, која што знае на се да одговори, која што воопшто не сака да биде статист. И тоа малку ги збуни. И јас апсолутно ги искористив своите минути. Да. Велат дека Дунавка наместо срце направила компер. Така се шегуваат на социјалните мрежи. Па добро, види се, ти поставаш прашања од некои хейтери. Што се пишува на социјалните мрежи? Значи, например, тебе ти се тие релевантни. Еве, јас ќе ти кажам, фановите од Тајланд, како го разбра срцето. Значи, они направија слика со мојот лик и многу срциња. Значи, секој гледа различно на работите. Значи, луѓето во Македонија, еден дел од луѓето гледаат на еден начин, овдека луѓето кои што имаат определено домашно воспитување и едукација се многу гласни и тоа е некоја одлика на многу работи општествени во нашата земја. Добро. Се пошегува и неколку јавни личности од нашата естрада. Еден од нив беше Игор Џамбазов, на кого жестоко му возрадивте. Да, јас одговарам секогаш на тоа кога некоја јавна личност шири нељубов за некој друг. Да, апсолутно. Ти знаеш дека минатата година мислам дека тие јавни личности кои што имаат определени врвни квалитети треба да се занимаваат и да шират љубов. Мислам, тоа е моето мислење. А апсолутно не сакам кога се занимаваат со некој проект кој што е апсолутно нељубов. Тој е проект на нељубов. И сакам на социјалните мрежи секаде во етерот луѓето да зборуваат за љубов. Всушност тоа е целта на изборот. Значи, сопрете војната и вербалната и таа војна која што се случува со оружје
и седнете и разговарајте како ја и ти сега. Смета дека е во ред една таква личност кога народот го обожава да го навредите со такви погредни зборови, пошто кажавте во тоа ствари што го напишавте, кажавте многу лоши работи, изнесовте работи за кои што можеби утре би добиле тужба за клевета или за навреда. Нели? Целта на овој интервју не е Игор. Значи Игор е добро. Значи Игор не е цел. Значи не сакам Игор да го правам звезда. Игор нека направи проект и разговарајте со проектот за Игор. Значи не сакам врз основа на мојата титула главна звезда да биде Игор. Значи тоа не го дозволувам. Нели смета дека Игор е звезда во Македонија? Игор апсолутно е звезда во Македонија и затоа пишувајте за неговите проекти и квалитети кои што во моментов ги нема, па определен празен простор го пополнува со забава. Ама кажав, значи Игор не смее да си дозволи да падне и да коментира за една жена или девојка. Значи неговиот однос према жените треба да биде врвен и љубовен како што беше некогаш. Потоа на вашиот список се најде актерката Весна Петрушевска Беби и водителката Мија Костова, ако не се лажам, и Мики Црнокрак. Значи на мојата листа ја не се најде никој, туку тие ми пратија честитка, јас само одговорив на честитката. На нивната Facebook страна напишаа честитка и јас одговорив на нивната честитка. Значи на навредата на Весна Беби јас одговорив така како што јас знам и умеам во истиот стил. Да, ја не попуштам точно. Точно, не попуштам. Тоа е дел од мојот карактер. Би им го кажале тоа во лице ако ги сретнете? Ние се сретнуваме често, но они секогаш го спуштаат погледот. Да. Добро. Ви пречи ли се тоа што се случува на социјалните мрежи и откога се случи Тајланд? Социјалните мрежи воопшто не е битно, битно е тоа што се случуваше во Тајланд. А имам толку многу работи да ти раскажам за Тајланд. И сакам да ти кажам дека целта на приказната е Тајланд. Целта на приказната не е тоа што определени луѓе тука го мислат. Има определени луѓе кои мислат фантастични и прекрасни работи. Можеш и нив да ги спомнеш. Кажавте доста работи за кои што може да завршите стварно на суд поради клевета и навреди. Ти знаеш дека пред година дена и сега значи јас имам свој став и одговор на сите Значи имам одговор на се. Особено на личности кои што не дозволуваат определени други личности кои што тие не ги создале да ги клеветат. А зашто мислиш дека они не би завршиле? Зашто така мислиш? Не мислам... Ние имаме апсолутно рамноправен став како граѓани на Лаземја. Дури сега јас сум во предност. Апсолутно имам титула. И таа титула не сме никој да навреди. Што правиме сега? И тоа е светски. Нешто што е светска рамка. Дека никој не сме да навредува мисли. Нешто што е заштитено според Устав и закон на Уединените нации. И сега што правиме? Која е поголема тежина? Мојата или нивната? Но, кажав, значи тоа се луѓе кои што треба во младата популација да шират друг морал, а не навреди, за било кој, не само за мене. Јас колку што го отворив профилот на Мија, например, видов дека Мија сега само зборува за себе. Исто како и Тамара. На вашата листа се најде и Тамара Тодевска. Не, јас се најдов на незината листа. Значи ја никогаш не размислувам за никој друг, освен за себе. Тоа е една моја карактеристика која не е секогаш добра. Продолжите и понатаму ако некој повторно се пошегува ве навреди. Поставаш прашање што би било, кога би било. Не знам што би било, кога би било. Не можете никогаш да преќутите? Сум премолчала многу пати. Ама не сакам невистини. Значи ја сум човек кој не сака невистина. Не ли ви пречи тоа што ајде не цела нема кажам цела држава, ќе кажам голем број од луѓето во земјава, ете пак ги спомнам социјалните мрежи, се пошегуваа за она што се случи таму и за тоа што враќате со навреди кон овие што напишале. Не враќам со никаква навреда, јас само ја кажав вистината која е. Значи една личност треба да се занимава со својот живот. Тоа е прво и основно. Дали е во однос на образование, дали е во однос на семејство, дали е во однос на здравје. Значи тоа е тој кодекс на однесување кој сите треба да го имаме. И не смее да се дозволи да навредува друга личност. Значи тоа е стил, тоа они меѓу себе се навредуваат. Игор Џамбазов, Весна Петрушевска и Тони Михајловска, они меѓу себе се навредуваа, па беа скарани. Значи тоа е некој лицемерие. Па сега се пак заедно и се сликаат.
Тоа за нив зборува, тоа е нивна карактеристика. Ама јас не сакам да сум дел од такаш. Мислам, апсолутно не сакам. Без разлика што не сум дете на нивен пријател. Апсолутно. Гледаш, ние сме два различни света. Ја не сум дете на нивни пријател, ниту пак некој се јавил за мене. И тоа е тоа. За вас лично знам дека верувате многу во Господ и дека одите често во црква. И секогаш, колку што знам, се консултирате со, имате ваш духовен отец, ако не се лажам, и се консултирате често пати со него за некои работи кои што ви се важни во животот. Да, точно. Да, и моето одење во Тајланд е по благослов на Бигорскиот манастир. И апсолутно е тоа така. Значи, мојата цел таму не беше за да јас се представам или било што, него целта е многу мисионерска. И тежината на тој настан е мисионерски. Значи, определени хуманитарни акции, кои што јас ги имам направено во текот на мојот живот, ги видоа луѓето и тие треба да ги продолжам. Значи, целта моја на следниот проект е обновување на крштолницата Света Мина во соборниот храм, во која што сум крстена заедно со мојот брат близнак. Значи, тоа е тежината на настанот. Инаку мислам дека луѓето тука сериозните работи ги прифаќаат несериозно. Последен пример ќе го земам покањето на докторот на клиника, а несериозните работи ги сваќаат смртно сериозно. Значи, секој избор на бавина е добра забава и дружење. Ништо повеќе од тоа. Само добра забава и дружење. Значи, ние тоа го направивме. Ако не знаете добро да се забавувате и да се дружите, не можете да бидете на мис. А за да бидете мис, има многу други предиспозиции кои што се важни, заради тоа што вие излегувате пред Светска комисија. И многу ми е жал што не го прочиташ мислењето на Global Beauty, например. Тоа е најстариот светски сајт за убавина и мода. За мене, за мојот настап. Што кажа Мис Америка за мојот настап. Значи, оценувањето на еден таков настап може да го прават само луѓе кои што се врвни во модата, кои што модата им е наука. А јас не сум излезена од некој било каква школа. Значи, јас завршив моделство на Елит Модел Лук, светски признаен. Јас работев за Академија Италиана. Академија Италиана е една од трите најдобри академии во светот за мода. Работев со Кевин Оукс, кој што е еден од најдобрите кореографи и имав првата улога од него на шоуто на учениците од Рим. И јас сум нивна школа. Мене никој не може да ми каже што е добро на сцена или не е добро. Луѓето сакаат тука, дел од луѓето сакаат стереотип, ама сакам да им кажам дека ја мислам дека со стереотип не можеме нигде да одиме. Значи, мора да имаш приказна, не со стереотип дека ние ништо ќе направиме. Тоа е докажано во светот. Јас не измислив топла вода. Значи, тоа е докажано дека мора да си малку свој, да покажеш малце карактер, за да луѓето те забележат. Ја ништо ново не измислив. Значи, тоа е светски тренд. Како, например, Леди Гага. Нели она е секојаш своја, во некој свој филм. Тоа е шоу бизнис. Вие сте македонската Леди Гага? Не сум. Не сум. Само има една добра карактеристика кај нејзе, што знае да биде своја. Ако сакате да траете 20 години, мора да бидете свој. Не можете да глумите дека сте некоја принцела или дека сте Мерилин Монро. Мора да бидете свој, со сите своји негативности и позитивности. Значи, мојата карактерна црта овде во Македонија е следнава. Ја не се представам себе си како совршена. Значи, јас се представам со сите своји мани и со сите мои доблести и моите грешки, моите видеа, нели, видеото од Србија, например, ја го спуштив кај мене на мојот Facebook профил, па го зема останатите портали, кои што сегде во светот се неофицијално. Значи, јас се смеев со него. Заради тоа што мојот умор и мојата забава во Белград до Шесабеле се гледа таму. И ние со Пинк се зезавме за тоа. Дали сега, но извинете што ве прекинам, дали научивте сега српски добро да зборувате? Ти можеш да видиш, имам ја видеа кај мене, дека јас борам српски и дека јас таму стушно се зезам и се забавувам. На видеото се шегувавте, сака да ја кажете? Јас се шегувам на видеото, апсолутно. Мислам, јас имам 300 интервју у Белград на српски јазик. Ја и студирам на српски јазик. Мислам, не знам кој, али
Пази, овде многу добро се злоупотребува. Тоа беше симпатично, вие се навредивте околу тоа и почнавте повторно, знам тогаш да... Тоа е навреда, значи не може никој да ти каже која ва, значи ви тој низоколичарски стил ја не го сакам. Значи и тоа треба да го знае. Значи ја не сакам низок стил, уличарски, низок старт. Они сите тргнуваат од низок старт, а никој не достигнал барем нешто до 34 години кај што сум достигнала ја. Ви знаете колку години има? Ги нормално дека ќе признавам, апсолутно. Ти знаеш дека ја ништо не кријам. Ниту моите недостатоци, ниту моите позитивни работи. Ја знаеш дека сум секогаш отворена. И за соработка, и за интервју. Ти си единствен кој ми се јави по број интервју. Значи тие што пишуваат некои неофицијални медиуми, а не ми се јавиле, значи имаат друга цел. Која мене не ми интересира заради тоа што јас ти кажав, ја порано мислев дека колку направиш добро, толку повеќе луѓето се. Но толку паметни луѓе запознав последнава година во Македонија, кои што не го прават тоа гласно, што ми е многу жал, кои ми пишале во инбокс. Имав многу интересни работи имам во инбокс, као на пример, станувам се бајле и пиже ми пуштил порака. Ние утре правиме забава и те покануваме да дојдеш. Добро, викам, фала многу, требаше, значи не мора да направиш скандал за мене, за да дојдам на забава. Мислам, ние сме две улици. Јас сум тука секогаш. Дали искачам во интермецо или во Стоби. И ти знаеш дека јас или на виенски бал сум, ја моето друштво не го кријам. Или сум на Манаки или у Расчеко. Ја не се кријам никогаш. Значи јас сум тамо. И сум тука со моите пријатели, другари. Тоа е. А вашето момче се уште го крие? Да, моето момче се уште го кријам. Не е точно, значи не го кријам, не го ставам на мојата Facebook страна, да. Заради тоа што се она што сум ставила на мојата Facebook страна е злоупотребено од мојата позиција. Ја имам опозиција и тоа е добро, само не е квалитетна опозицијата. Не ме следи добро. Мислам, добро ме навредува, квалитетно, вака честитката ми ја дава, ама не е квалитетна. Значи, ние се бориме сега тука со квалитет, нели? Значи, ја минатата година добив, знаеш кои коментари ги добив. Што апсолутно, мислам, не се издржани за мене како личност. И без разлика, ја, значи, најмногу што неќам е кога некој не разговара со мене. Значи, ние може да седнеме да разговараме и се да решиме. Ти можеш да ме прашаш и следната година кој ќе иде на Мис Гранд Интернационал. Можеш да ме прашаш и зошто Црнокрак има лиценцата за 2013 година, а за 2015 јас. Можеш и тоа да ме прашаш. Значи, можеш се да ме прашаш. Али злоупотребата на моите видеа и навредувањето имаат друг контекст, но тоа на луѓето во светот не им значи. Тоа сакам да им кажам, дека целта е промашена и тоа зборува за нив, а нас не наградуваат. Тоа е тоа. Добро, за крај, ќе може ли до нафака да направи срцето на кој што на многу мина им пречеше, затоа што не изгледало како што треба? Срце, чекај сега го направи срцето вака. Вака го направи срцето. А не беше баш така, треба уште малку долните прсти ги спуштите. Не знам, тоа е момент на инспирација. Вајде дека имав микрофон пред мене, па не знам, вајде момент на инспирација ми е вака, па вака го преклопив срцето, го затворив. Мисла, сите ние девојки требаше да направиме своја кореографија. Но никој од девојките не направи своја кореографија на прелиминарното шоу, затоа што нели се плашеа да покажат својот карактер. Значи никој не направи. Тоа го направив ја. И аз знаев дека никој нема да го направи. Значи јас смислено ја направив таа кореографија. И тоа е тоа. Бидејќи секој тим со нешто се разликуваше, значи тоа се тимови на луѓе, тоа се девојки од цел свет кои што студираат на најдобрите универзитети, кои што живеат во метрополи, кои што се фајтаат со тебе со квалитет, кој ќе има помал строк, кој ќе има подолга нога, кој ќе има подобар аутфит, кој ќе има подобри чевли, а не се фајтаат со навреди, како овдека, со низок старт. Некој. Зборам некои кои што се гласни. Значи, Македонија има фантастични девојки, али јас знам дека секоја мисица, после лошото представување на Македонија минатата година, дека ќе биде у некој стил, ако нема маж видлив до незе, значи тоа значи ќе биде тој безвоздушен простор злоупотребен. Значи ќе биде апсолутно. И ако мажот не е на позиција што е до незе, значи тука крај. Значи тука готова е.
Значи, што ме сама и не се представува со никој, значи тука крај. Не го спомна Зоки Фаци. Значи, нели има, што има тоа, као јака штикла нешто као... Си работи на медиум и тој човек. Да се работи на медиум човекот, сум го навредила. Исто он навреден се почувствувал. Од моја страна му благодарам за исто за честитката и за тоа што не сум дел од тоа како он замислува една мисла, он не е компетентен за тоа. Затоа има луѓе кои што се компетентни, затоа има образование. Ти благодарам многу. Ништо. И само сакам да ти кажам, уште една работа, дека моето знаење, било во однос на фармација, било во однос на мода, е излезено од мојата фамилија, од институции и од универзитети. И затоа сум јас јака. Заради ништо. И прва не почнувам никогаш. Тоа го знаеш. Значи, јас прва не почнувам. Тоа има датум и време. Кога е почнато нешто. А и минатата година, и оваа, значи, ја не мислам дека луѓето треба да го трошат времето на судови, туку на квалитетни проекти. Ако јас одам по суд, ти знаеш како завршуваат неколку судски процеси. Што имаат они од тоа? Ништо не имаат. Апсолутно треба да се посветиш на некој подобар проект, на подобар тим, да тоа подобро да изгледаш. Значи, мора да бидеме малку оптимисти. И тоа е само забава и дружење. Значи, нема никаква фрка. Ни една девојка што беше таму наистина повеќе од мис добија статуетки, девојки кои што имаат најдобри проекти финансирани од нивните влади, пошто мисот е под заштита на владата на една земја, за разлика од Македонија. Али денеска пише во еден статус, не сме најлоши, граѓаните на Иран се најлоши. Значи, мис Иран не може да се врати во својата земја, заради тоа што се соблекла во костим за капење. При тоа сега живее во Турција веќе месец дена. Ако се врати во својата земја, ќе оди во затвор. Значи, они знаат дека ние потекнуваме од едни средини кои што се многу социјални, затворени и каде што не се дозволува ништо надвор од обичното. Се што е надвор од обичното, готово. Крај на приказното тука. Али тоа се апсолутно, тоа е забава и ентертејмент, на сцената е дозволено се. Но во приватниот живот не е дозволено апсолутно. Се што е во однос на здравје, работа, дом, тоа е светост. И луѓето тука забавата ја поистоветуваат со семејните вредности, па навредува. Тоа се две различни работи. Семејните вредности се едно, забавата е друго. Ќе ја смириме ли конечно топка? И дека нема више се расправате по Facebook? Значи, ја не се расправам. Ја кажав дека одговорив на нивната честитка. Значи, не се расправаме. Одговараме на честитката. Океј? Значи, тоа е одговор на честитката. А инаку, они треба да знаат дека треба да прифатат еднашка нормално мисица. И да, не за мене. Македонија имала 15 мисици до сега. За една мисица нека напишат нешто добро, ако еве у мене не гледаат добро, пошто не ме познаваат. Затоа што тоа се луѓе кои што не ме познаваат лично. И мислам дека тука лежи моментот. Некој нешто им кажал и тоа е тоа. Значи, сите луѓе кои ме познаваат лично, еве како и ти, не треба да мислат совршено, но имаат добро мислење и знаат дека јас сум што разговара. Али не сакам работи, мислам, тоа не е светски пристап на една дама глумица, на еден вистински шоумен. Они треба да знаат да се однесуваат така. Па не иди подалеку од Белград. Значи, на колку години има Весна? 45, 46 и доликува да се однесува така на Фејсбук. Па еве видите Мерил Стрип. Дали Мерил Стрип на својата фан страна шернува и хейтане? Но навка секој има право на својот приватен Facebook да си напише што сака. Ама не да стави моја слика. Океј? Вие сте јавна личност, мора да трпите тогаш критики и на вас. Ама она не е компетентно да даде критика за мене. На својот профил секој може да напише што сака. Ама види, И вие можете исто. па добро, океј. И јај сега да се хейтаме до крај, тоа е целта? Не е тоа целта. Не е тоа целта. Не е тоа целта. Значи, целта е да соработуваме. А ни една дама и ни еден шоумен со такви квалитети не се однесува така никаде во свет. Значи, квалитетите мои и нивни се едно. А односот спрема публиката, спрема некој што е мис или манекен е сосема друго. Фала ти. Ништа.